Добар ден, почитувани, ова е почетокот на уште една нова Телма амбуланта. Колку пати ви се случило да почувствувате болни ранички во устата, на слузокожата во устата и да не знаете точно за што се работи? Дали станува збор за афти? Како да препознаете? Доколку се појават афти во устата, значи ли дека ни паднал имунитетот и дека треба да поработиме на подобрувањето на нашето општо здравје? Кои се главните ризик фактори за појава на афти, постои ли начин за нивно лекување? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Емилија Стефановска-Левеска од катедрата за болести на уста и пародонтот, инаку специјалист по болести на устата и пародонтот. Ќе погледнете блок реклами, а веднаш потоа започува разговорот во студиото, затоа останете на Телма. Како да препознаете дали имате проблем со афти, ќе ни појасни професор доктор Емилија Левеска-Стефановска, специјалист по болести на устата и пародонтот од Универзитетскиот стоматолошки клинички центар Свети Пантелеймон, од катедрата за болести на устата и пародонтот. Професорке, добар ден. Добар ден. Добре дојдовте во студиото на Телма. Ви благодарам за поканата. Професорке, што се точно тоа афти? Како изгледаат? Вака, афтите или како што ние го нарекуваме афтозниот стоматит, представуваат едни од најчестите заболувања кои што се презентираат во внатрешноста на устната празнина. Афтите се всушност едни ранички лезии кои што се појавуваат строго на лигавицата во устната празнина, а на кожата воопшто не се појавуваат. Зборот афта доаѓа од грчкиот збор афтос, што значи жарење, печење, поврзан со основната симптоматологија која што ја поседуваат афтите, а тоа е жарење и печење. Би сакала да кажам дека афтите се едно често заболување во популацијата, односно секој пети возрасен човек, а секој втор 20 годишник боледува од афтозна болест. Како еден интересен податок е дека многу почесто ги засегаат женските пациенти во однос на машките и таа пропорционалност е некаде 6:1. Повеќе застапени кај белата раса отколку кај црната раса. И едно исто така интересен податок дека се јавуваат сезонски, односно некако со поголема фреквентност напролет, некаде во месеците април и мај. Значи кога има затоплување. Кога има затоплување, нешто со климатските промени, така. Можеме да прочитаме дека афтите се всушност форма на чир. Па толку ли се сериозни? Чир стварно навистина звучи сериозно. Чир подразбира или медицински кажано улкус длабок дефект. Но постојат три категории на афти за кои што ќе објасниме во емисијата. Само длабоките афти имаат такви улкусни длабоки лези. Останатите се, да речам, плитки дефекти, помалите и средните афти, не толку голема длабочина во промерот на оралната лигавица. На кој дел од слузокожата во устата може да се јават афти? Дали може да биде зафатен секој дел од внатрешноста на устата? Генерално се презентираат во целата устна празнина, но доминантно би рекла пределекционо место каде што се презентираат афтите се меките ткива на оралната лигавица, односно лигавицата која што не орожнува, не кератинизира, од типот на образната слузница, внатрешната страна на устниците, подот на јазикот, страничните страни на јазикот, а исклучително ретко, што не значи, афтите се појавуваат и на гингивата и на тврдото непце, но многу поретко. Така, ние издвоивме фотографии кои што ќе можат и гледачите да ги погледнат и кои што укажуваат всушност како се може да изгледаат афтите, па и на кои се места може да се појават. А има ли некое место во устата на кое што не очекувате да се појави афта, која е раничка, веќе да имате дилема за што се работи? Тоа што го споменав, многу ретко, скоро воопшто не се појавуваат на гингивата, на алвеоларните гребени и тука веќе ни е на нас на некој начин олесната диференцијалната диагностика. Кога ќе се појават на гингива ни создаваат насока дека најверојатно се работи за некои афтоидни лези, а всушност тоа не се афти. Наликуваат на афти, но не се афти. Афтите ја зафаќаат меката лигавица која што не е отпорна на толку многу отпорна на надворешни влијанија. А дали прибоеноста на јазикот е во некаква корелација со појавата на афти, да речеме некоја бела наслага на јазикот и слично? Вака, нормалниот јазичен покривач
е со розеникава пребоеност, на него има еден кадифест изглед, не е мазен и сјаен, од присуството на бројните кончести папили кои што се присутни на јазикот. Меѓутоа, во одредени ситуации од типот кога имаме бактериски, вирусни или габични инфекции, настануваат промени во морфологијата, изгледот на јазикот, па така може да биде со различни белузлави наслаги, како што рековте, пребоен во помала или поголема мерка, што укажува можеби на некаква габична, бактериска инфекција. Понатаму може да има светло-црвена боја ако се присутни некои стрептококови бактериски инфекции. Може да биде полиран, мазен, сјаен јазик, кој што укажува на некаква друга општа симптоматологија од типот дека можеби се работи за некој тип на анемија, недостаток на железо, на витамини од групата B12. Но на што конкретно ме прашавте, дали афтите кореспондираат или се во директна врска со изгледот на јазикот, би рекла не, но индиректно да. Зошто? Афтите се помалку или повеќе болни состојби и самата болна состојба го отежнува актот на џвакањето, нормалната исхрана. Едноставно афтите изнудуваат користење на мека, кашеста, леплива храна, која што ги зафаќа, односно се налепува на сите структури во устната празнина и на јазикот, и на тој начин ја оневозможува одржувањето на правилната орална хигиена. Со самото тоа и нередовното четкање на забите, на јазикот, веќе создаваат предуслови за развој на бактериски, вирусни или габични инфекции во устната празнина. Дали афтите се секогаш болни? Вака, на појавата на афтите им предходи појава на еден така наречен продромален симптом. Обично пациентите пред ерупцијата, пред излегувањето на афтите, чувствуваат нелагодност, пецкање, жарење. После неколку дена се појавува црвенило или оток, а кога ќе настане централно вдлабнување, односно изумирање на централниот дел од ткивото или стручно кажано некроза, тогаш се формира таа раничка или поголема рана во зависност од типот на афтата и тогаш афтите се рефлектираат со помалку или повеќе изразена болка. Инаку доминантно болката како првичен симптом не е асоцирана појава на афта. Белузлави ли се овие ранички во устата? Афтите вака изгледаат како ранички кои што имаат округла или овална. Дали ова афтеве, например? Да, округла или овална форма. Сега сликата не е многу јасна, може да има и некои дилеми, може би е, да речем, раничка од повреда. Еве ова типично наликува на афта со правилна округла или овална форма. Ивиците на афтата се рамни, не се назабени, не се, да речем, набраздени и се најчесто во ниво или малку над ниво на останатата орална лигавица и околу имаат еден црвен прстен. Тоа е еден специфичен изглед за препознавање на афтите, за разлика од, да кажем, другите рани или ранички кои што се појавуваат. Например, доколку станува збор за херпес, јасна ли е разликата, бидејќи некогаш кога ќе ни се појави некоја раничка во устата, имаме дилема, дали е тоа така, афта, значи, дали херпес, иако обично се препишуваме на афти. На афта, да. Тоа е некако од домакинето термин. Што има некаков проблем, имам афти. Имам афта. Се разликуваат афтите од херпесните лези. Херпесните лези обично се јавуваат на румениот дел на устниците или на надворешниот кожен дел. Меѓутоа има и една друга манифестација на интраорален херпес, кој што се разликува од афтата по однос на локализацијата. Односно, интраоралниот херпес се појавува на тврдото непце, на гингивата, на мекото непце, односно на места од оралната слузница кои што се подложни на процесот на урожнување, односно процес на кератинизација. Понатаму, интраоралниот херпес се разликува од афтите по тоа што лезиите кои што се појавуваат се повеќе на број. Тоа се најчесто како меурчиња кои што се исполнети со бистра серозна течност, но тие набрзо прскаат и оставаат една широка, ранлива површина, за разлика од афтите кои не велам дека не може да бидат и тие повеќе на број. И херпетичните лези се типично предизвикани од херпес симплекс вирусот, за разлика од афтите, за чија етиологија, односно причина, има многу повеќе фактори. Ајде веднаш да започнеме со причините. Вела дека имунитетот, падот на имунитетот е главниот ризик фактор за појава на афти. Има вистина во тоа? Вака,
Природата за појавата на афтите, да речеме, мултифакторијална, односно многу фактори се споменуваат како причина за појавата на афтите, но ни еден со сигурност, со 100% сигурност не е докажано дека да, падот Значи на не се знае имунитет. точно не дека се баш знае е тоа. точната причина, но факт е дека многу фактори партиципираат во нивното појавување. Да, може да ги погледнеме, еве ние што издвоивме, Да, нема. па ќе искоментираме, секако и вие со нешто ќе дополните. Значи, едни од главните ризик фактори се стресот, потоа конзумирање кисела храна како цитрусно овошје, користење лекови против болка, носење протези и повреди во устата, вирусни инфекции, недостаток на минерали и витамини, менструален циклус, пат на имунитетот, еве тоа што го споменавме, и хормонски дисбаланс. Стресот секаде е наведен на прво место. Да. Што тоа значи? Дали големите животни промени, сето она што представува и голема тага, но некош и преголема Тоа е среќа, емоција. може да доведе до избивање на афти во устата? Така, да, стресот е се поактуелен фактор кој што се поврзува со појавата на многу заболувања, не само за појавата на афтите, но и општи заболувања кои што се јавуваат на лигавицата во устната празнина. Стресот е едно, би кажала, субјективно доживување и стресот секој од нас различно го рефлектира. За некого помал стрес, за некого поголем стрес. Меѓутоа, како и да е, образната лигавица е една високо специализирана лигавица во која стресот најчесто го манифестира своето делување, да речам, своето лошо влијание. Така да, тоа е еден од поактуелните фактори и ние во нашите ординации секојдневно се сретнуваме со пациенти кои што често боледуваат од афтозна болест, со честа појава на афти, па од анамнезата која што ќе ја добиеме од нив, добиваме впечаток дека тоа се најчесто нервозни, раздразливи, да не речам депресивни пациенти, но јас во оваа категорија, како што рековте вие, би ги вброила и пациентите кои што се високо емотивни. И обично знаат да дадат податок дека афтата се појавува после некоја психичка напнатост, помал или поголем стрес, зависно од тоа кој како го доживува стресот. Пак ќе кажам, сите ние различно реагираме. А што е со исхраната? Дали одредени прехранбени продукти може да биде тригер фактор за појава на афти, да речеме еве цитрусното овошје? Во зависност од, да речам, генетската предиспозиција, која што не е доминантен фактор, но конституцијата за наследување кон одредени болести, секако во зависност од алергизацијата на организмот кон одредени типови на храна. Да, научните студии даваат податок дека пациентите кои што користат премногу кисела, солена, зачинета храна, храна која што содржи многу глутамини, прекумерно консумирање на кафе, на чај, тутун, но и откажувањето од тутунот се споменува стрес, како повторно стрес фактор. Така да се во појавата на афтите е можно, но ништо докрај не е дефинитивно со сигурност потврдено. Но фактот дека партиципираат многу фактори останува како момент за нивната појава. Ако имате пациентки кои што постојано се буваат афти, ќе препорачате да се исфрлат одредени продукти од исхраната или не? Во колку пациентите кои што често боледуваат и се со чести, да кажам, ремисии, екзацербации и повторувања на афтите во устната празнина, обично можеби и самите веќе си препознаваат на кој тип на храна, можеби некои медикаменти, ако нешто им пречи, ќе ако нешто им пречи, знаат и да си ги поврзат со појавата на афтите, така да во секој случај и би дале насока да или тоа се исклучи или пак ако е некоја штетна навика да се минимизира незиното влијание. Младите често носат протези за исправање на забите, но исто така и возрастните кои што сакаат да го подобрат својот естетски впечаток кога станува збор за забите, носат фиксни протези или пак мобилни. Тука се и старите лица кои што носат вештачки или заби, такви протези. Да. Дали сето тоа е ризик фактор за појава на овој проблем? Да, тука како ризик фактор би го споменала повеќе трауматскиот момент, односно повредите кои што настануваат. Еве,
како што споменавте, од фиксни ортодонски апарати кои што имаат некои жичани делови, отежната орална хигиена, задршка на дентален плак. Меѓутоа, исто како травматски фактор за појава на афти, би ги споменала и деструираните кариозни заби со остри ивици, несанирано забало, пациентите кои што вие ги споменавте со протетски помагала, кои што не се соодветно изработени, да кажам, некаде може би предизвикуваат притисок, гребнатини, ненадејните и да кажам повреди од типот на изгореници, повреди при џвакање и така натаму, се може да биде тригер, односно иницијален фактор за појава на афти. Доаѓаме до вирусните инфекции. Дали вирусните инфекции создаваат афти или пак создаваат различни типови на ранички? Вирусните афекции и вирусната етиологија учествува како предпоставка дека може да предизвика афти, и тоа е, да кажеме, поврзаноста со херпетиформниот изглед на едниот од типовите на афти кои што се презентираат, но сепак ќе кажам, тој тип на афти не е изолирано и докажано дека дефинитивно ги предизвикува херпес симплекс вирусот. Иако во етиологијата, како што споменавме, има и бактериска и вирусна етиологија и во самите лези, кај некои пациенти се пронајдени, да речам, стрептококни бактерии, вирусни од типот на херпес колонии, меѓутоа пак ви велам со сигурност ништо не е докрај потврдено. Разјаснето. Професорке, кај децата кога ќе се разболат, ќе кренат температура, понекогаш знаат да се јават вакви ранички во устата. Афти ли си или пак не се афти? Ете вака, од прилика. Тоа е уствари најголемата дилема, кај да кажам нашите колеги стоматолози, дали е тоа афтозен стоматит или тоа е херпетичен стоматит. Тоа се две сосема различни категории. Со тоа што сите вирусни инфекции, како што и херпетичниот стоматит, започнуваат со една општа симптоматологија. Главоболка, температура, треска, малаксаност, што е исклучено во појавата на афтите и афтозниот стоматит. Така да првиот, да речам, првата насока која што не наведува и кога ги прашуваме пациентите дали на ерупцијата, односно на процесот на избивање на тие ранички во устната празнина, им предходела некоја, да речам, од овие споменати општи симптоматологии. Меѓутоа, различен причинител, различен тек и така натаму има во однос на терапијата и на афтите и на херпетичните Уште едно лези. потрашање кога станува збор за коксаки вирусот кај децата, оној вирус што се појавува на рачињата, стапала, табани и во устата. Се јавуваат ранички, тоа се афти или не се афти? Не се афти. Не се? Тоа што ви велам, автоидни лезни. Наликуваат на афти, но не се афти, но причината е сосема друг тип на вирус. Недостаток на минерали и витамини. Постојат ли одредени витамини, одреден витамински дефицит кој што би довел до избивање на афтите во устата? Да, податоците од литературата говорат дека недостатокот на витамини од групата на Б комплекс, посебно B1, B2, B6, B12, фолна киселина, недостатокот на железо кој може да предизвика анемија се едни од причините кои што се предпоставуваат за појавата на афтите, па затоа ние во ординирање и на терапијата на тие пациенти кои што, да речам, боледуваат од чести налети на афти, знаеме да ординираме суплементарна витаминска терапија од споменатите витамини и плюс витамин, односно минерал цинк, како еден како зајакнувач на имунитетот. А што е со менструалниот циклус? Веќе споминавте дека жените 6 пати почесто добиваат афти во устата во споредба со мажите. Дали женските хормони тука имаат некаква улога? Да, од хормоналните влијанија тоа се половите хормони, односно осцилациите на прогестеронот, кој што нели нормално се рефлектира кај жените, па од тука и појавата на афтите повеќе процентуално во однос на машкиот пол и пред се во период на пубертет, бременост, менопауза, да кажам, многу поретко, меѓутоа кога имаме флуктуации на тие хормонални влијанија, што секако и во секојдневната клиничка пракса сме соочени со тоа, знаат да пациентките од женскиот пол често кажат дека кога имам или средишен циклус или овулација и така натаму, менструално крварење, за време на менструално крварење може да се јавуваат афти? Може, значи во зависност од во било кој период од циклусот,
различна е појавата на афтите. И еве го искоментиравме неколку пати падот на имунитетот, но што е со хормонскиот дисбаланс? Дали ова се однесува само на женските и машките хормони или пак можеби и на останатите како што е инсулинот, тироидните хормони? Потребно ли е некои такви испитувања да се прават? Па вака, подетални испитувања правиме и препорачуваме кај пациенти кои што исклучително имаат навистина реален проблем со афтите кои што се појавуваат во многу чести налети. Кај некои пациенти се случува да во самиот момент кога заздравува една афтозна лезија, за жал се појавува и некоја друга. И тогаш освен клинички преглед, дополнителна, да речам, витаминска терапија, бараме и некакви други претраги во смисла дали има поврзаност со проблемите со дигестивниот систем, затоа што се споменува дека кроновата болест, целијакијата, улцеронекрозниот колит може би имаат некаква поврзаност за појавата на афти. Воспалителните болести на дигестивниот тракт, на гастроинтестиналниот тракт. Понекогаш бараме и поврзаност затоа што често пациентите кои што добиле диабет знаат дека во текот и после појавата на ова заболување како едно ендокрино пореметување знаат да кажат дека отпочнала појавата на почестите налети на афтите, да кажеме. Споменавте дека има различни типови на афти. Кои се најчистите? Постојат три типа на афти. Првите се минорни или малечки, микуличеви афти, така наречени. Тие имаат мала димензија, од прилика некаде околу 5 милиметри. Веќе ја објаснивме изгледот на афтата како тие изгледаат и бидејќи се малечки, болката како субјективно чувство и не е толку многу изразена. Обично пациентите реагираат на кисела, на солена храна, пецкање, жарење и времето на нивно заздравување е, да речам, од 7 до 10 дена. За разлика од големите афти кои што се нарекуваат сутонови афти, тие се афти кои што ги зафаќаат подлабоките структури на оралната лигавица, дури допираат и до мускулниот слој. Затоа и дефектите кои што остануваат после нивното зараснување оставаат лузни, за разлика од малите афти кои заздравуваат без да остават лузна. И времето потребно за заздравување на овие големи афти е многу подолго, понекогаш 3, 4 до 6 или 8 недели. Тука веќе и честата појава на овие афти е причина да бараме некои дополнителни претраги, за да, ако можеме, допреме до вистинската причина за појавата на овие афти. Кој тип на афти почесто се јавуваат кај повозрасните лица, кај лицата во поодминати години? Или нема такво правило? Па нема правила. На почетокот мислав споменавме дека најчеста возраст кога се појавуваат афтите е некаде околу 20 до 40 годишна возраст, со тоа што реков после 40-тата многу поретка, а над 60-та скоро и да не се појавуваат афтите. Така да за старосната категорија афтите не се карактеристична патологија, што, да речеме, еден утешителен момент за пациенти кои боледуваат од афтозна болест, па да кажеме дека еден бенефит од староста е дека афтите се помалку ќе се јавуваат. Ќе се повлече овој проблем. Ќе ги поканим и гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Денешната тема се афти, односно ние ранички во устата кои што создаваат проблем, прилично непријатен. Значи, од овој момент е емисијата Контактна. Добре дојдени, се почитувани и вашите прашања. Постои ли некаков универзален лек за афти? Бидејќи обично кога ќе се појават некакви ранички во устата, веднаш се применуваат некои домашни рецепти, испирање на устата со солена вода, сода бикарбона, премачкување со мед и така натаму. За жал би кажала дека лек за афта не постои. Постојат само лекови кои што делуваат симптоматски, односно лекови кои делуваат на симптомите на заболувањето. А тоа е да се намали болката првично, жаречкиот синдром, печењето и да се забрза процесот на епителизација, односно процесот на заздравување на раните. Сега изборот на сите овие симптоматски медикаменти зависи од видот на афтата, низината локализација, големина, честота на појавување и постојат тука, да речам, неколку алтернативни решенија од типот на аналгетици за намалување на болката, анестетици, антисептични средства, понатаму антибиотски масти, понекогаш антиинфламаторни средства.
А во однос на ова што ме прашавте дека пациентите користат сода бикарбона, мед, знаат често да дојдат и со искази дека користеле прополис, различни препарати кои што на пазарот на вистина постои широка палета на производи. Ние како терапевти не се согласуваме со примената на тие препарати, затоа што, да речеме конкретно, сода бикарбона во која концентрација ќе растворот може да делува акустично, идентично и со растворот на прополис со алкохол. Директно, ама концентрацијата на прополис е со различна 30, 40, 50% алкохол, не е седно, така да алкохолот може да делува уште по иритативно, надразнително на оралната слузница, понекогаш може да изманифестира и спровоцира алергиска реакција, па да ја искомпрометира и целата клиничка слика и текот на афтозната болест. Така да ние како терапевти во тој дел од понудената палета не се согласуваме, не го препорачувате. Да ги вклучиме гледачите, а потоа продолжуваме со денешниот концепт предвиден за оваа емисија. Добар ден за првиот гледач. Добар ден. Повелете. Добар ден. Јас сум возрастна жена од 78 години. Така. Благодарам на професорката и на вас за одличното предавање. Многу работи научив, а ќе ми требаат во животот за моите внуци, па така, секако ова се корисни информации. Меѓутоа, дали ќе може, ве молам, не можам да добијам на 19-12 гостуваше кај вас за водителката. Не можам да добијам телма лекарот што зборуваше интервју за системски за системска склероза. Јавете се по завршувањето на денешната емисија, ќе ви дадеме податоци поврзани со таа емисија. Ви благодарам за вклучувањето во емисијата и за комплиментите што ги споделивте. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Блага е на телефон. Добар ден, Блага, повелете. Докторката, едно прашање. Така. Јазика ми се појавија многу акти, не акти, него плуски пуни со вода. Јас така го викам, со вода. Во устата, предпоставувам. Или на устата? Каде? Не, тоа дали е за устата или не, по коленото. Тоа е сосема нешто друго. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Предпоставам дека ова е надвор од вашиот домен. Така, да. Каде да се обрати гледачката, доколку има таков проблем на дерматовенерологија, на кожен лекар. Знаат некогаш промените во уста да кај нас се манифестираат и со кожни промени. Тоа се некои, да речам, автоимуни заболувања, да не ги набројувам, да не ги оптеретуваме гледачите. Меѓутоа, доколку пациентката нема промени во устната празнина, а промените се, како што разбравме, само на нозата, колената, пликови на колената, треба да се обрати на кожен лекар. На кожен лекар, така. Професор, ке сега имам едно прашање до вас за еден третман што често можам да го прочитам на социјалните мрежи, значи некоја мајка ќе напише ка незиното дете има афти во устата и веднаш добива препорака да од останатите мајки секако да користат метиленско сино. Што е тоа и дали тоа помага за афти? Да, не го споменав метиленското сино, можеби го заборавивме. Тоа е една анилинска боја, односно оксидоредуктивен агент кој што има исклучително антисептично дејство, ја неутрализира киселата пеха средина во устната празнина, нема, да речам, нус, односно лоши ефекти и е често препорачувано средство во патологијата на устната празнина. Така да е едно средство со кое што ќе се обезболат промените, ќе се намали болката и на некој начин ќе се забрза процесот на епителизација. Тоа е кога откако ќе се употреби, значи се прави гаргара, претпоставувам. Не, слободно може да се премачка со стапчиња за уши, целата образна легавица, јазикот, целата структура каде што се појавуваат промените, дури и да се голтне делот таа содржина, не е опасно.
ептен голема количина ќе се исфрли со мокрачата, така да не е тоа никаков, да речам, штетен препарат и е широко препорачуван од наша страна. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање до Повелете. докторката. Јас имам авто натре на Во устата? левата страна, ама тврдо е како чир нешто. И Аха. многу ми смета кога јадам, ако го поткачам со зъбите, толку болно е. Предпоставам не може да дека на образот, така? На образот, да. Од натрешната Од страна. натре, да. Така. И кога јадам, некој ќе го поткачам со зъбите и многу е болно. Така ви интересира што може да биде и Што каков може преглед да ви биде, е како потребен. се лечи тоа, не знам. Добро, еве сега ќе прашаме професорката. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би советувале во оваа ситуација? Во оваа ситуација секого пациентката би ја поканиле доколку е во можност да дојде на нашата клиника. Не прашавме за возраста, по гласот ми делуваше дека пациентката е возрастна. Дали има комплетно санирано забало, дали носи некакви протецки помагала. Не добивме податок колку време таа раничка, како што кажа, е болна. Мислам дека рече и нешто како нерамна. Тврда, Тврда, значи тоа е веќе аларм за итен специјалистички преглед за пациентката. Така да, моја препорака е да со упат од матичниот стоматолог дојде на нашата клиника да биде соодветно прегледана, како навреме би се поставила на катедрата за болести на уста и пародонтот. Како навреме би поставиле диагноза и би дале соодветен третман, затоа што тоа би сакала да го кажам како апел до сите гледачи дека секоја раничка во устната празнина која што со или без третман не заздравува за 2 недели е аларм кој што навистина мора да биде проследен од страна на орален патолог. Нешто што не заздравува за 2 до 3 недели укажува дека може би станува збор за некаква премалигна или малигна лезија. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ви благодарам. Поздрав за гостинката и до вас. Ви благодарам. Јазикот од левата страна, пошто имам вештачки зъби, дали не се сеќам, дали сум се гризнала и излезено е како да ви кажам, бубуличка, некоја малецка, понекогаш смета, понекогаш не. Така. Тоа е израсток фактички на јазикот, на ивицата Од јазикот. од јазикот. Сега ве мачи што може да биде? Да, И- тоа сакам Така. да прашам, дали треба тоа хирушки или... Да се отстрани каков да. преглед е неопходен. Ви благодарам за вклучувањето во програма, професор ке повелете. Конкретно да, пациентката кажа дека носи протецки изработки кои може би ја иритираат и на левата страна од јазикот се појавува едно, како што разбравме, зголемување, кое што Топчесто како бубуличка. како бубуличка по изразот на пациентката, но како и да е, и таа формација мора да се, тој израсток мора да се диагностицира, затоа што може би најверојатно е ништо страшно, некоја бенигна промена, може би од подгризнувањето, колку често е таа појава на повредување на јазикот од страна на тие протецки помагала. Најверојатно е беззначајна промена, но јас пак би кажала, се што долго трае во устната празнина, а одстапува од она нормална структура, треба да биде проследена од страна на специјалист. Уште едно прашање од гледач ќе слушнеме во денешната телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да ја прашам нешто докторката. Така. Јас немам авти, јас сум возрастна особа, на 70. Имам испукан јазик. Долго години. Има ли некој лек за тоа? И јазикот ми е многу осетлив на се, на слано, на кисело, на нито. Професор, ке Да. прашање некој да немате? Не, Не, имам, така. Ви благодарам Вака. за вклучувањето во програма. Чекајте. А има, уште има. Уште се Да. извинувам. Ајде да слушнеме. Да. Еве, вака, ќе кажам, мене тоа ми се случи многу одавна, кога владееше еден азиски грип. Тогаш сум имала многу висока температура, преку 40.
И тогаш мене тоа ми се случи низ пока јазикот. И од тогаш до ден денешен се уште го имате истиот проблем? Сте биле на лекар во меѓувреме? Истиот проблем. Да, и ништо немам помош. Што да правам? Така, што да преземете? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Еве сега совет од професорката. Пациентката по тоа што каже избразден јазик, тоа е народски израз за јазик кој што отстапува од, да кажеме, нормалната морфологија, но би кажала тоа е развојна аномалија на јазикот, а не би рекла болест. Како што кажа гледачката, е состојба која што ја носи многу одамна и обично овој избразден јазик заедно со една друга да речам аномалија на јазикот како географска карта, географски јазик, знаат да одат и да се презентираат двете состојби заедно. За жал, за пациентката нема подобрување. Тие бразди не може да се затворат, не може хирушки да се интервенира. Тоа е состојба која што пациентите за жал си ја носат цел живот, со тоа што исто како еден неутешителен момент е дека тие бразди со возраста се повеќе ќе се продлабочуваат. Но како една превентива е да пациентите одржуваат хигиена на јазикот, односно со мека четкица или со специјален чистач за јазик, да ги отстрануваат наслагите на јазикот, да не остануваат остатоци од храна, за да дополнително не го иритираат јазикот. И секако да избегнуваат иритирачка храна на која сами обично знаат, дали е тоа кисело, солено, зачинето, луто или така натаму. Овде исто би го препорачале ова претходно споменатото метиленско сино за ублажување на тегобите, доколку има многу жаречки тегоби избраздени од јазик, може да препорачаме анестезин, глицерин, средство кое што во моментот ќе ја анестезира оралната лигавица, малку ќе ја обезболи, но генерално се препораки за правилна орална хигиена и избегнување на она што иритира. За жал и тука сме немокни во терапискиот приод на овие состојби. Професорке, а што е со пробиотиците, со одредени соеви на пробиотици кои што се наменети за промена на балансот на бактериите во устната празнина? Дали те може да помогнат во случајот кај афтите? Пробиотиците популарно, да речам, неколку години, односно децении, се широко, да речам, ординирани помошни средства. Тоа се добра култура на бактерии, кои што, да речеме, во доволна дозираност, односно правилна дозираност, вршат баланс во одржувањето на добрите и лошите бактерии кои што се присутни конкретно во устната празнина. Бидејќи таа не е стерилна, таа е полна со бактерии, но за среќа тука имаме корисни бактерии кои што се борат и го надминуваат дејството на лошите бактерии. Во таа насока делуваат и пробиотиците. И последните истражувања говорат дека пробиотиците не само за заштита на цревната флора, постојат одредени соеви на лактобацили кои што се докажани како добри бактерии за заштита и подигање на оралниот имунитет во устната празнина. Претпоставам дека оралната хигиена е исто така многу важен фактор при превенцијата на оваа состојба, па еве нешто повеќе околу типот на четката за заби што треба се користи, дали да биде мека, тврда, дали да биде електрична, каква паста за заби да се применува, мора ли јазикот да се измија? Така, оралната хигиена подразбира хигиена и на забите и на јазикот, значи на сите структури во устната празнина. И таа е основен предуслов да го сочуваме оралното здравје, кое што е неминовно потребно за зачувување на целокупното системско здравје. Тоа е и најчесто поставуваното прашање, вие сега што ми го поставивте, која четка и каква паста за заби. За четките, изборот на четки и широката палета која што се нуди на пазарот од типот на мануелни и електрични, ние би кажале дека секој кој што може да нема хендикеп, нема неспособност да користи рачна четка, нема потреба од користење на електрична четка. Многу побитна е техниката на четкање на забите, односно користење на мека четка со меки влакна кои што се синтетски влакна и кои што не задржуваат микроорганизми во својот состав. Техниката на четкање на забите во правец од непцето према забите со благи кружни движења, користење на помошни средства од типот на
интердентални четкички кои што се за чистење на меѓузабните простори, чистач за јазик или едноставно со обичната четка да се исчетка еднаш во текот на денот со мека четкица и јазикот, за да го сочуваме оралното здравје, затоа што тоа е неминовно за севкупното општо здравје. Професорке, доколку забележиме вакви промени во форма на болни ранички на слузокожата во устата, каде треба да се јавиме и дали треба веднаш на лекар да поидеме? Пациентите кои што боледуваат често од афти и самите си ги препознаваат. Афтите се бенигни, незаразни, да речам, промени кои што најчесто и заздравуваат и со третман и без третман. Лечел, не лечел, афтите поминуваат. Но како и да е, некој кој што нема искуство со афти би препорачала дека секоја раничка, дали афта или некоја друга, бара преглед од стоматолог. Доколку стоматологот смета дека е невозможно да ја постави правилната дијагноза, е потребно специјалистичко консултативно мислење. Обично ги праќаат кај нас на клиника, затоа што оралните патолози во приватните ординации се навистина многу малку застапени. Генерално, патологијата која што работиме е само на нашата клиника. И доколку раничката не помине по 2 недели? По 2 недели обавезно да се направи специјалистички консултативен преглед, да се проследи терапевтот ке одлучи дали ќе го смени медикаментот доколку потребувал пациентот или пак ќе искористи некои дополнителни претраги од типот на биопсија доколку има некаква сомнителна лезија. Чести се карциномите во устната празнина? Па би кажала ниту чести, ниту ретки. Но сепак како еве еден апел до гледачите да не ја занемаруваат патологијата на меките ткива во устната празнина. Значи, здравието во устата не значи само заби без карие, ставање на протетски помагала. Затоа редовните контролни прегледи кои што треба и со болка и без болка да ги направат 2 пати годишно, неминовно ќе превенираат појава на одредени заболувања, а пред се на овие на меката патологија кои што навистина треба да се прегледаат навреме да се дијагностицираат, затоа што не соодветниот третман на крај вродува и со неповолен исход, за жал. Професорке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за јасните објаснувања поврзани со оваа тема. Благодарам и на вас за поканата. Почитувани денешен гостин во емисијата беше професор доктор Емилија Левеска-Стефановска од катедрата за болести на устата и пародонтот. Ви благодарам за вниманието со кој што не следевте. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути, кога заедно ги прошируваме нашите здравствени видици. Пријатно!